Добро вечер, вести на Канал 5. Во Гостивар се прогласува епидемија од гастроентеритис. Епидемиолозите по бројот на заразени и епидемиолошката анкета утврдија надминување на прагот за прогласување. Во меѓувреме се чекаат резултатите и од Институтот за јавно здравје за утврдување на причинителот за труењето. Во изминатото денонокие помош побарале над 300 пациенти, повеќе од 100 се деца. Од нив хоспитализирани се тројца возрастни, а останатите се со полесна клиничка слика. Епидемиолошката состојба инаку се очекува да донесе до подобра координација на терен и спроведување на мерките. Поради зголемениот број на заболени со гастроентеритис и надминување на лимитот на неделно ниво, Центарот за јавно здравје Тетово, Оделение за епидемиологија Гостивар, пријавува епидемија на ниво на подрачјето на општина Гостивар. Овие неколку дена е зголемен бројот на заболени. Во последните 24 часа, според информациите што ги добивме од општата болница Гостивар, на преглед на инфективно оделение се јавиле 204 пациенти, од кои тројца се хоспитализирани. На педиатриското оделение се јавиле 140 пациенти, од кои 105 деца се нови пациенти, а 35 се контролни прегледи и 9 пациенти побарале помош во ургентниот центар. Ние се уште не ја знаеме, причинителот уште ни е непознат. Во тек се испитувањата и чекаме резултати да видиме за што се работи. Редовно ја следиме состојбата, редовно спроведуваме епидемиолошки увиди, ги анкетираме заболените пациенти и за се ќе бидете дополнително информирани. Владата соопшти дека внимателно го следи развојот на настаните во врска со водоснабдувањето во Гостивар и донесе одлука за обезбедување 50.000 литри вода на ден во следните денови, со цел, како што велат оттаму, да се обезбедат основните потреби на населението, додека траат мерките и препораките на надлежните институции. Ќе се доставуваат во Гостивар околу 50.000 литри вода за граѓаните, ќе бидат распоредени на неколку пунктови, 6-7, а можеби повеќе. Треба да следиме зависно од потребите да не се ствараат гужви и на топлото време ќе бидат распоредени на повеќе пунктови. Како што кажав, ќе ги следиме препораките од надлежните институции. Ги замолувам гостиварчани, ги замолувам луѓето кои што живеат и работат во Гостивар да ги следат препораките на институциите од меродавни достапни институции и медиуми, да не слушаат разни гласини, за да можеме да заштитиме безбедноста на граѓаните. Во фокусот на владата секако останува здравето и безбедноста на граѓаните. Ке навиваат македонските граѓани за Шпанија или за Аргентина? Во продолжение одговорите на дел од нив за тоа, кон која репрезентација имаат поголеми симпатии. За Шпанија. За Шпанија? Да. Мислите ќе победи Шпанија? Па мислам. Ја мислам дека 2-1. За Шпанија, да. Се надаваме за Аргентина. Ако треба точен резултат, 1-0? Не. 1-3. Да го издигнеме Месија. Мислам дека Шпанија ќе тепа со еден разлика. Со Шпанија сите даваат голови, не само. А овамо сака Меси да даде гол од кај Аргентина. Ја мислам че тепа Аргентина. Така? Тешко утакмица, ама че тепа Аргентина. Кој ќе реши? Па ја мислам че ќе реши овој Алварес. Па прогнозираме точен резултат, би ти кажал 3-1 за Аргентина. За Шпанија? Дефинитивно, да, за Шпанија. Па што знам ли резултатот, може да е 2-1. Аргентина, опа. Аргентина? Аргентина. Точен резултат да го треба фудбалот? 1-0 за Аргентина и готово, идат. Вечер Аргентина. Аргентина? Ако треба резултат да погодиме, кој би бил? 3-2 обавезно. Продолжуваат партиските препукувања по извештајот на Европската комисија за владењето на правото. Додека власта тврди дека извештајот е најдобар досега, опозицијата обвинува за политички притисоци врз правосудството. Дел од аналитичарите пак предупредуваат дека без суштински реформи Македонија ќе продолжи да тапка во место. Јана Јосифовска.
Сите владеачки елити во изминативе 3 децении имаат повеќе или помалку директна вина за состојбите во правосудството и потребни се коренити, не само декларативни реформи за независна трета власт, сметаат дел од политичките аналитичари по последниот извештај на Европската комисија за владењето на правото во земјава. Според Благојче Атанасовски, државата ќе продолжи да тапка во место, се додека не се покаже вистинска иницијатива за длабоки промени за право и правда. Фокусот за поголем буџет во правосудството според него не треба да биде само за платите на судиите и обвинителите, туку и за административните работници, кои носат голем дел од товарот за ефикасно спроведување на предметите, а немаат достоинствени плати и кадар. Но генерално секогаш состојбите во правосудството биле нотирани дека се лоши и незадоволителни за Македонија да ги исполни критериумите за членство во самата Европска унија. На политичко дневно ниво и политички фолклор, обвинувањата меѓу власт и опозицијата, кој повеќе направил штета и политизација на правосудните органи, едноставно, за жал, нашите владеачки елити во овие 35 години не сватија дека правосудната власт треба да биде независна и трета власт надвор од законодавната и извршната, и поради тие состојби натрупани во овие 35 години ние добиваме вакви катастрофални извештаи. Не станува збор само на платите на судиите, обвинителите, кои се за македонски услови на вистина високи, но во целиот тој судско-обвинителски систем 80 па и повеќе од 80% од вработените не се суди и обвинители, на вистина работат за ниски, мали плати, би рекол дури ужасни за македонски стандарди. А партиите и денеска продолжија со меѓусебни прозивки за состојбите во правосудството. Откако премиерот Мицкоски вчера извештајот го оцени како најдобар од сите споредено со претходно, кој содржи и пофалби и критики, но беше дециден дека и покрај забелешките, владата нема да даде повеќе пари за судството и обвинителството, се додека не испорачаат резултати. Од СДСМ реагираат дека ваквата изјава е, како што велат, директно политичко влијание врз правосудството, а извештајот на Европската комисија според нив е европска диагноза за заробеното правосудство од власта на ВМРО-ДПМН. Чувствата на премиерот Христијан Мицкоски ги поклопија правото, уставот и правната држава. Најновиот извештај на Европската комисија за владење на правото ја разоткрива суровата вистина за Македонија под власта на ВМРО-ОКГ. Нема реформи, корупцијата е широко распространета, а судството и обвинителството се изложени на политички притисоци. Судиите да почнат да испорачуваат правда, очекуваат и од партијата на Павле Трајанов. Од Демократскиот сојуз оценуваат дека реформите во правосудниот систем мора да продолжат со засилено темпо, но независноста на судството, како што велат, не смее да биде злоупотребена како заштита од одговорност. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.